Единствената награда за уметничко остварување на представа во целина се доделува на ансамблот на Народниот театар Антон Панов од Струмица за представата Црна дупка по текст на Горан Стефановски, а во режија на Љупчо Георгиевски. Ова е одлуката на тричленото жири, составено од представнички од театарската фела од Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина, на крајот од годинашното 58 издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Она што сметаме дека е значајно за оваа представа е тоа што таа има хармоничен однос кон сите елементи на представата. Сценографија која одговара на стилот на представата, ускладена глума, јасна и ненаметлива режисерска постапка. И она што сметавме дека е посебно значајно е тоа што тие беа толку професионални што воопшто не се обзрнуваа на техничките проблеми кои ги имаа, туку играа со полно срце и многу одлучно ја изнесоа својата представа. Исто така, тие играат дело на вашиот значаен автор, на кого и му е посветен и овој фестивал. Освен оваа награда, жири комисијата додели и 15 други награди за поединечни и групни остварувања во вкупно 11 представи кои беа во официјалната програма на фестивалот. Уметничката директорка Ана Стојановска задоволна од еднонеделното богато театарско збиднување, како една нова широка лепеза сочинета од сите аспекти на театарската уметност. Гледајќи ја публиката во огромен број, гледајќи колку луѓе бараат карти, чекаат карти, сметам дека сме направиле успешен фестивал. Се разбира дека има простор за грешки, се разбира дека има простор за пофалби, ама јас сум од оние луѓе што веруваат во креативната енергија и сакам да верувам дека следното издание ќе биде уште подобро. Инаку годинава фестивалот се одржуваше под мотото Промени се. И во 8 фестивалски денови беа прикажани вкупно 17 представи, а имаше и многу промоции на театарска литература, разговори на тркалезни маси, уличен театар. За прв пат годинава и публиката имаше право да гласа за представа која најмногу им се допаднала, чиј резултат ќе биде соопштен на вечерашното затворање, а кое ќе биде заокружено со концертот на Добрила и Доријан Дуо.